Здраво, здраво. Здраво, Сашко, добре дојде. Добре најдов. Се наоѓаме во близина на Гевгелија. Дојдовме да поразговараме со господинот Благоје Муканов, експерт по применета економија во земјоделството. Добро го кажав? Така, од неодамна докторант по економска апроксимација за влијание на дигитални технологии во земјоделство, така на помакро ниво, да кажам. Па така кажи, бе, сега те разбрав. Ова јас да го кажам, ќе се повредам. Одиме. Ајде. Значи, вака ме некој да ми кажа дека ќе снимаме за земјоделие, јас се спремя, викам, ле, сега кога ќе ме впрегна да работам, мотиката, ралото, плугот, но испадна дека овде има многу уреди, има многу технологија. Каква е врската технологијата со земјоделието? Добро, види, денеска земјоделието не може да се замисли без технологија. И првобитниот човек применил одредени методи и техники, плугот, ралото, и тие своевремено биле еден вид на технологија која што биле револуција. Значи, се што ми беше објаснато до сега за 5G, сите одговори што ги добив беа дека тоа ќе направи една голема своевидна револуција. Наедноставно кажано, 5G технологијата ќе допринесе за зголемување на брзината на пренос на информација. Се информациите се од различни извори. Може да бидат информации поврзани со состојбата на почвата, со тоа каква е нејзината влажност, хранливите вредности. И оно што е најбитно е што информациите се добиваат во живо, во реално време. Значи во живо, како на видео, да има видео тука, лайв, зелката, лайв зелката вели, еве, добри сме, погледни ги другите, селфи, видео направена зелката во така некако. Јас би го објаснил, така? Токму така. Без вода не би имало ова зелка, јаболчиња, бостан, компир, така, нема ништо без вода, а водата ни е и ограничен ресурс. Ние малку и неодговорно се однесуваме кон тоа прашање, па дали 5G може да помогне нешто за оваа ситуација? Да, може да помогне во значајна мера. Преку алатките кои што работат на 5G технологија, може да се добијат многу поквалитетни информации за влажноста на почвата на растенијата. Крајниот резултат е заштеда на вода и нормално помали трошоци за вода. Значи мобилен телефон му даваш ти на патлижаното и он му звониш вода има ли? Така некако ќе му даде тоа. Па така некако, со тоа што ние користиме сензори кои што се поставуваат на поле. Нормално секој сензор генерира информација, таа информација доаѓа во база и анализираме и донесуваме одлуки. Ова ми е најинтересно уште од преска кога дојдовме. Што прави ова? Ора, копа, носи дете во градинка, што прави ова? Сашко, како што гледаш, ова е така наречено беспилотно летало. Во контекст на 5G технологијата, можам да кажам дека ќе наоѓаат уште поголема примена и понатаму, затоа што ќе се овозможи многу побрз пренос на информација кој што беспилотното летало го генерира. Уште еден битен аспект на беспилотните летала е тоа што е зголемува популарноста на земјоделието, посебно кај младите, што е еден многу значаен предизвик на денешното земјоделие. Се помалку ги имаме за жал младите. Може да видиме како лета? Може. Значи спомнавме производство, заштита, наводнување на растенија, што ни остана уште? Веројатно дистрибуција и пазар. Да, на кој начин 5G технологијата би можела да помогне е преку овозможување на следливост на производството. Финалниот конзумент кој ќе отиде во супермаркет со едноставно скенирање на кодот на производот може да добие информација за тоа од каде доаѓа тој килограм домат, како стигнал до супермаркет. Која му е мајка, од која семка е татко, да, која фамилија, што учил, кај искача, се знаеш. Баш така, баш така. Па Благоје, ти благодарам многу што беше наш домаќин, што вака едноставно, пластично ни објасни како 5G може да помогне на земјоделството. Ти посакувам многу успех и сега. Ми беше многу драго. Чао. Поздрав.